Фудбалската репрезентација на Шпанија е вториот финалист на Купот на конфедерации што се одржува во Бразил, откако синоќа во Форталецо по подобро изведување на пенали ја победи Италија со 7:6. Во регуларните 90 и дополнителните 30 минути ниту една репрезентација не успеа да постигне гол, иако и двете репрезентации имаа по неколку убави шанси. Во продолженијата, Џовинко ја погоди стативата на голот на Касилјас, а Чави ја погоди рамката на италијанскиот гол. Светскиот и европскиот првак беше посреќен при изведувањето на ударите од 11 метри. Сите 7 играчи на Шпанија погодија, додека Бонучи промаши во седмата серија за Италија. Противник на Шпанија во финалето недела на полноќ ќе биде домакинот на надпреварувањето Бразил. 3 часа претходно во 21 часот Италија против Уругвај ќе го одигра надпреварот за третото место. Реал Мадрид го комплетираше трансферот на Иско од Малага. Тој ќе потпише 5-годишен договор, а не е објавена сумата околу обештетувањето. 21-годишниот фудбалер беше близко до преселба во Манчестер Сити, но реши да остане во Примера и да игра во кралскиот клуб. Фудбалерот на 3 јули ќе ги мине медицинските прегледи и ќе биде представен на Сантијаго Бернабе. Шпанските медиуми шпекулира дека трансферот изнесува помеѓу 25 и 30 милиони евра. Иско кариерата ја почна во Валенсија, која пред 2 години го проведе на Малага, каде тој стана еден од играчи. Во 2012 година ја доби наградата за најдобар млад европски фудбалер, а минатата недела со младата репрезентација на Шпанија до 21 година ја освои титулата на Европското првенство. На четвртиот ден на Вимблдон конечно фаворитите имаа свој ден. Новак Џокович се пласираше во третото коло откако го елиминираше последниот американец Боби Рейнолдс. Во последните 101 година не се случило ниту еден американски тенисер да не стигне до третото коло на Гренслемот во Лондон, а Рейнолдс беше последната шанса за да го спречи тоа. Рейнолдс одигра солидно, меѓутоа не можеше да му парира на светскиот рекет број 1 Новак Џокович и загуби со 3:0 во сетови 7-6, 6-3 и 6:1. Во следната рунда Џокович го чека подобриот дуелот помеѓу Шарди и Штруф, кој беше прекинат поради дождот на 1:1 во сетови и ќе се доигра денеска. Во следното коло пласмен обезбедија и Сислинг, Томич, Дел Потро, Додик, Лопес, Гаске, Нишикори, Сепи, Андерсон и Бердих. Кај дамите првата носителка Серена Вилијамс се пласираше во третото коло по лесната победа во 2 сета над Минела со 6-7 и 6-3. Кај дамите во следната рунда се пласира и Дате Крум, Стосур, Нали, Бартел, Кейс, Гарсија и Пучкова. Денеска на Вимблдон продолжуваат надпреварите од петиот надпреварувачки ден. NBA тимот на Бруклин Нетс постигна договор со Бостон Селтикс за ангажирање на ветераните Кевин Гарнет и Пол Пирс. Во трейдот Селтикси ќе ги добијат и Джералд Волис, Крис Џозеф и Крис Хамфрис, како и 3 пика од првата рунда на драфтот во 2014, 16 и 2018 година. Трампата не може да се официализира до 10 јули, а Бруклин ќе мора да плаќа и данок на луксус од околу 80 милиони долари. И бекот на Селтикс и Джейсон Тери е близко до преселба во Бруклин Нетс, а во спротивна насока ќе заменат Еванс и Боганс. Па така Бостон Селтикс тргнува во процес на подвладување и реорганизација на клубот.